Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на седмица. Како сте ми? Се надевам дека сте добри. Се немаме видено цели 2 недели. Имав нешто остаток од одморот од минатата година, па да не пропадне, реков ајде да го искористам. А искрено и мене ми требаше малку оддишка. Како и да е, еве сум тука сега, ќе терам уште неколку епизоди, пошто одиме на летна пауза. Мислам дека сите ја заслужуваме. И ако ништо друго, треба сите да одмориме зашто не чека прилично турбулентна есен. Нели не доаѓаат локалните избори, па така што септември, октомври, сите ќе се занимаваме со таа тема. Реков ме немаше цели 2 недели. Се случија толку многу работи, што искрено не знам од каде да почнам. Но пред да поминеме на потешките политички теми, како што се оние нели врзани за тавче, гравче, полнети, пиперки, Европска унија и слично, сакам да искоментирам една тема која не знам од кои причини не беше баш како што треба третирани низ нашиве медиуми. Станува збор за ужасните и грозни закани што ги доби колегата Драган Павлович Латас од главниот Пулен Назаев и другар на онаа фигуретинка Боки 13, градоначалникот на Струмица Костадин Костадинов. Ајде прво да видиме што е наводниот греф на Латас. Имено во гостување на еден подкаст, во разговор што траеше, мислам, повеќе од 1 час, во една прилика Латас, ке парафразирам сега, зборувајќи за брзо стекнатото богатство на Костадинов како градоначалник, спомена дека од како татко му ги проколскал куќата имотот, тој за кратко време заработил толку што сега има нова куќа, автомобили, мотори и слично. Предпоставам дека намерата на Латас не беше толку да се занимава со родителот на градоначалникот, колку што беше да повлече паралела дека од речиси ништо за многу кратко време Костадинов како функционер успел да направи големо богатство. Колку е умесна или неумесна оваа изјава не знам. Не знам ни дали е точно или не. Дали јас би го мешал таткото на Костадинов, веднаш ќе ви кажам не. Но никако не би одговорил на начинот на кој одговори Костадинов. По овој подкаст, тој се огласи на социјалните мрежи со објава дека татко му е починат, а кај нив кога некој ќе ја чепнел честа на мртов човек, правдата не се молела, туку се земала. Неговата објава е со наслов проглас јамане до сите родени и неродени Костадинови, а во продолжение додава: и кога ќе ми се роди внук, ќе знае дека некој Костадинов некаде знае кој си, и кога ќе шеташ на улица ќе гледаш прекурамо, бидејќи не знаеш од каде ќе ти дојде наплатата. Цела фамилија Костадинови те чека, не за тужба, не за медиумски циркус, туку за суд, што ние го држиме, според наши закони, наши правила, наши вредности. Се вели во објавата. Ако ова не е говор на омраза, ако ова не е повик за линч, јас навистина не знам што е. Па дури и би рекол дека е можеби и повик за убиство. Реков пред малку. Јас лично не би го кажал тоа што го кажа Латас за таткото, не заради друго, туку затоа што сметам дека во јавна полемика не би требало да се мешаат семејствата на тие што полемизираат. Не за друго. Лично мене ми се има случено нешто многу погадно и поодвратно, на пример, од ова што го има кажано Латас за Костадинов. Кога почина татко ми Слободан, оној поликлиничкиот случај што се одзива на името Саше и кој беше еден од главните ударни тупаници на СДСМ на времето, а сега е закопан во некоја дупка, веста за смртта на мојот татко ја објави под наслов уште едно ВМРО-вско гомно помалку. Кога видов збеснав, не знаев што да му направам, да го искршам од ќотек, да го повредам, да го тужам, да му вратам, но на крајот не направив ништо тоа. Затоа што решив дека што и да направев, само ќе си го спуштев нивото. Ке требаше да полемизирам таму со него доле во изметот. Не исе. Значи, може би Латас ја помина границата, но со својот одговор Костадинов отиде далеку преку неа. Изјавата на новинарот е во сферата на граѓанска одговорност и навреда и клевета, или за морална одговорност за евентуална повреда на новинарска етика. Наспроти тоа, она што го објави Костадинов на Фејсбук е класично кривично дело, и тоа по неколку основи, а најглавно загрозување на нечија безбедност, за што се добива луѓе затворска казна. Се надевам дека сега, откако еве случајот е и пријавен, Костадинов ќе одговара за ова, затоа што не знам колку денови помина од тогаш, тој ниту ја повлече заканата, ниту се извини. Тоа што е загрижувачки е што повеќето медиуми, пред се телевизиите и посериозните портали, целиот случај го покрија со по една вест, дали и толку. А најзагрижувачки е што Сдруженијето на новинари и новинарскиот синдикат сето ова го премолча, или барем јас не видов некаква реакција од нив. Тоа се оние здруженија кој, не дај Боже, ако некој ги погледне попреку, оние кои за нив се подобни новинари и новинарки, веднаш излегуваат со километарски писања. Сега за јавниот повик за линч на новинар од страна на функционер
молчат. Видете, може да мислат што сакаат за Латас, може да не се согласуваат со него, може да му бидат љути за ова или за она, може да сметаат дека ете, дури го навредил Костадинов, но мора да признаат дека Латас е новинар и тоа никој не може да го спори. И не смеат да си дозволат да премолчат ваква грозна закана против било кој новинар, без разлика за нивното мислење за него. Како беше познатата мисла на Ние Мулер? Прво дојдоа по комунистите, но јас не бев комунист. Потоа не проговорив против тоа. Потоа дојдоа по социјалистите и синдикалците, но не бев ни едното ни другото, па не проговорив. Дојдоа по евреите, ја не бев евреи, не проговорив против тоа. Кога дојдоа по мене, немаше останато никој да зборува во моја одбрана. Ако ова остане премолчено, луѓе, утре некој си друг сигурно ќе си дозволи можеби да отиде чекор понатаму и дури тогаш, не дај Боже, ќе се прашуваме што се случило. Значи Костадинов мора да одговара. И воопшто не ме интересира дали бил во афект, дали бил нервозен што ете се испокарал со Заев и Филипче, што нема да го кандидираат за нов мандат, што е пуштен низ вода од своите, што СДСМ се распаѓа и слично. И тоа што СДСМ го пушти низ вода, верувајте, нема никаква врска со овие закани кон колегата Латас, туку со нивните внатрепартиски битки. Филипче и СДСМ воопшто не се оградија од него, туку само го искористи ова за да се отарасат од него. Им дојде како кец на десетка. И мислам дека толку е доволно на оваа тема. Потрошив дури премногу време на Костадинов. Но реков, целиот случај не беше третиран како што треба по медиумите, па сметав дека треба да си го кажам моето мислење. Ајде сега да преминеме на една кулинарска тема од оваа недела. Детот е она како се грижиме за нашата традиција. Например, манастирите во Северна Македонија, например, погачата, тавче гравчето, пинџурот или полнетите пиперки. Како, например, ги одржуваме традиционалните носи. Какви односи градиме со постарите во земјата. Каков однос имаме кон зачувување нашиот јазик. И никој не може ова да ви го одземе. Менувам тавче, гравче и полнети пиперки за македонски идентитет и македонски јазик. Колку и да се разнежува еврокомесарката Кос, кога ќе се спомене Западниот Балкан и Македонија, така самата изјави, таа не како да не разбира дека со оваа изјава, во која вековниот македонски идентитет го спореди со манастири, погача, носи и тавче, гравче, си поигрува со многу болна тема за нас македонците, која повеќето од нас, еве изјавата ја доживеавме како навреда. Нашиот идентитет не е нечие гастрономско искуство. Без разлика што на времето, ако памтите, но и подписникот на договорот од Преспа Никола Димитров нели нудеше домати на секој што ќе гласал за почеток на преговорите со Македонија. Македонскиот идентитет не се сервира како дел од ресторанско мени за разноразни европски функционери да се гостат и најадуваат, туку се живее, зборува, пишува и брани. И мислам дека на Коз воопшто не и беше намерата да не навреди, туку повеќе и беше во стилот, абе што сакаат нека прават бугарите, ама ете, не можат душата да ви ја извадат. Што само по себе е срамно да го каже еден европски функционер. Но ајде ви да била добронамерна намерата. Зарем како некој што доаѓа од Словенија, Кос не знае дека еве и од гастрономски поглед изјавата не е точна. Факт е дека дел од специјалитетите ете кои она ги спомене и која воодушевиле словенката, реално не се идентитетска собственост само на македонската кујна, колку и да не боли да го признаеме тоа. Тие не се ничија собственост, туку се дел од традицијата на поширокиот регион и мислам дека потекнуваат од ориенталната кујна, чие влијание останало врежано тука кај нас за време на отоманското робство. Значи тие специјалитети во разноразни варијанти се усвоени од сите балкански народи. А ние, балканските народи, како што не дал Господ, гледаме дека очи си вадиме за се. Најеклатантен пример кој би требало да го знае словенката е ајварот. Па нели тие беа словенците побрзаа први да го заштитат како нивни. Имат некои тврдења дека е турски. Бугарите тврдат дека е нивни. На интернет доминира информацијата дека е српски. Ама ние македонците си знаеме дека е наш. И неспорно е дека нашиот е највкусен. Слично и со тавчето, гравчето, полнетите пиперки, погачата и другите јадења. То се варијации на јадења кои ги има на секаде тука. Значи да го земеме тој глуп гастрономски пример.
Изјавата на Кос не е точно. Второ, таа не е точна и од една друга гледна точка. Брендирањето. Памтите што содржи оној преспански договор? Памтите дека грците не дозволуваат ние во Европа да извезуваме производи како Made in Macedоnia, како што е на пример виното. Еве да ја потсетам еврокомесарката дека пред 3 години имаше случај кога производителите на вино од Грција се бунеле поради термините македонско вино и македонско лозје на еден сајм за вино во Франција, пошто организаторите морале да ги сменат надписите. Тогаш грчката амбасада во Париз се повикала на фактот дека терминот Македонија е заштитен географски поим и дека тоа го нарушувала преспанскиот договор. Вакви примери, како ово има многу. И не само тоа. Памтите дека Мицотакис едно време промовираше и кампања под називот Macedоnia the Great, која исто така се однесуваше на вино, ама грчко. Искрено, не знам до кај сме со овој проблем. Но еве ви го најновиот пример, кој не се однесува на вино, туку на нешто друго. Home sweet home, eh? Needs a bit of work. Oh, good. I know some tradies. This one's going a little time. You guys need a ladder? I reckon we'll be right. Oh, that is Beautiful Macedonian marble. You're going to love it. Ова е дел од рекламата на гигантот Kia за австралискиот пазар за нивниот нов модел на теренско возило Tasman Ute. Во целава реклама се појавуваат спортски звезди, меѓу кои се шпанскиот тенисер Надал, австралиската тенисерка Барти, австралискиот фудбалер Дајкос кој се идентификува како македонец. И се би било во ред, ако во еден од кадрите на рекламата, сигурно и сами видовте, не влегува надпис македонски мермер покрај столбови на Партенон во грчки стил. И ако не се споменува за прекрасниот македонски мермер. Замислете, тоа ги збеснало грчките австралијанци и компанијата Kia Австралија се нашла под оган на членови на грчко-австралиската заедница за грижење за мешање на грчките културни символи со спорна терминологија. За нив, замислете, било разочарувачки и нечувствително да се прикажуваат слики што се однесувале на грчкото наследство, а тоа да се етикетирало како македонски мермер, со што се испраќало погрешна порака. Ја замаглувало историјата и го навредувало културниот идентитет на Грција. Се повикуваат, знаете на што? На преспанскиот договор, според кој сите требало да се воздржуваат од употреба на символи и терминологија поврзана со така наречената хеленска историја. Вклучително и оние поврзани нели со античка Македонија. За многумина во грчката заедница во Австралија, сликите и јазикот на оваа реклама го подкопувале договорот. Еве, искрено не знам до каде сега и овој спор и дали воопшто Кија има намера да го смени. Затоа еве да ја прашам господјата Кос, дали ќе ги реди следниот пат покрај тавчето, графчето и пиперките, еве нека ги спомене македонското вино или како во рекламата, македонскиот мермер. Мало морге. Одма ќе добие реакција од грците, а може би од нејзините словенци, кои памтите дека за времето на Југославија го земаа нашето вино во цистерни, го пакуваа во нивни шишиња и го извезуваа како словенско вино. Значи, откако ни го здиплија ајварот, ни одржа гастрономска лекција, сега словенката ни раскажува приказни како тоа идентитетот никогаш не можел да биде предмет на политичко одлучување. Туку тоа било нешто што го носиме во нашите души и нашите срца. Идентитетот, како што вели, е како се чувствуваме, како ја чувствуваме нашата татковина и како се грижиме за нашата традиција. То се би било во ред доколку станува збор за таму си некоја скандинавска држава, а не за Македонија, која е постојано на удар, те од грци, те од бугари, те од албанци, те од срби. Ако идентитетот не може да биде предмет на политичко одлучување, зошто побогу? Прво требаше дел од него да го дадеме на Грција за да го трне ветото, а сега остатокот се бара да го прокнижиме за да се задоволат големо бугарските амбиции. Надвор од секоја здрава памет е во 21 век, во срцето на Европа, од петни жили, да се бориш да докажуваш дека постоиш како народ со свој јазик, со свој идентитет, со свое посебно име, со своја историја. А од друга страна, некој упорно да сака да те избрише комплетно, да не постоиш и да те споредуваат со граф и пиперки. А истовремено, некој ти да ти паламуди за некој си права, правдени, вредности, недискриминација и слично. И добро е што за прв пат, после толку години, во Македонија има лидер кој веднаш и реплицираше на високата гостинка од Европската Унија.
Јас сум малку повнимателен кога станува збор за идентитетот, секогаш. Да, тоа е така дека ние го носиме со нас, длабоко во нас, но морам да признам дека овие повеќе од 3 децении ние изгубивме голем дел од нашиот идентитет, менувајќи знаме, менувајќи име, неколку пати менувајќи устав. И во услови кога немаме гаранција дека ова ќе биде последна идентитетска отстапка која што ние треба да ја направиме, јас би бил многу повнимателен, бидејќи се водам од максимата не ги слушај што зборуваат, гледај ги што прават. А тоа што го направија и се уште прават дел од пратениците во Европскиот парламент од нашиот источен сосед нема никаква врска со европските вредности. За мене мојот идентитет не е само прекрасната македонска кујна, туку е и Гоце Делчев, и Шапкарев, и Миладиновци, и Линденското востание, и Дамјан Груев, и Јане Сандански, и така натаму, и така натаму. Не знам дали ќе го споделат истото мислење колегите од Исток, но тоа се луѓето кои што се дел од нашиот идентитет, македонски идентитет. Македонија како да заборавила на што изгледа да имаш лидер кој наместо да се смее како зелен и да премолчува секакви навреди, па дури да се извинува, како што тоа го правеа Заев и Ковачевски, сега да стои исправено и без тронка страв да одговори веднаш на навредите упатени кон сопствениот македонски народ. И мислам дека нема македонец, нормално, освен оние од типот на Фрчко и остала СДСМовска шарена багра, која нема да се согласи со оваа изјава, дека идентитетот не се само традиционалните јадења, дека тоа се и Гоце Делчев, Даме Груев, Сандански и целиот Илинден. Така што, господја Кос, идентитетот се и јазикот, културата, историјата и нацијата. И да, тоа никој не може да ни го одземе, за разлика еве на пример од Ајварот. И ако сакате веќе толку да ни помогнете, што не вложите малку труд да помине извештајот на Вајц во првичната форма со термините вековен македонски идентитет и јазик, нели ако за такво нешто не може политички да се одлучува, зашто тогаш би се водела толкава дебата по притисок на Бугарија? Според нејзината логика, користењето на овие термини не би требало да биде проблем за Бугарија, но гледаме дека не е така. Гледаме дека Бугарија го бара токму спротивното. Сака да додаде термини модерен или современ пред идентитетот и јазикот. Се обидуваат политички да извршат инженеринг со кој на хартија би се избришала нашата историја. Тоа што е најтрагично, што еве не им помине изгледа ни современ и модерен, но им успеа, веројатно, скроз да ги трнат зборовите македонски идентитет и јазик. Трите најголеми групи во Европскиот парламент наместо амандман со придавката модерен пред македонски јазик и идентитет се договориле од извештајот за Македонија кој треба да се најде пред европратениците идната недела да се избрише споменувањето на македонскиот и јазик и идентитет. Ова на својот Facebook профил го објави бугарскиот европратеник Андреј Ковачев, според кого теми за идентитет и јазик немаат место во извештај за напредок на земја што аплицира за членство во Европската унија. На барање на групата на Европската народна партија, трите најголеми партии во Европскиот парламент, Европските народни партии, социјалдемократите и обновување либерали, синоќа се согласија да ги отстранат од нацрт извештајот за напредокот на Северна Македонија, сите референци за македонски идентитет и македонски јазик. Очекувам дека овој амандман ќе биде поддржан од мнозинството во Европскиот парламент следната недела на пленарна седница. За Ковачев ваквите теми водат кон неединство и отворат Пандорината кутија, што е потврдено, како што напиша, со постојаните изјави на владеачката партија во Македонија и особено од премиерот Христијан Мицкоски за вековниот идентитет и јазик. Нескриената цел на властите во Македонија беше во пресрет на локалните избори да покажат некаков неверојатен триумф над источниот сосед и со тоа да објаснат зошто би направиле некои козметички измени во нивниот устав и делумно би ги вклучиле бугарите во него. Според него и покрај наведениот притисок и лобирање, таков преседан не треба да биде дел од извештаите на Европскиот парламент или на која било друга европска институција. На одлуката на најголемите групи во Европскиот парламент македонскиот јазик и идентитет да бидат тргнати од извештајот за земјава, реакција стигне од премиерот Мицкоски, според кого тоа се прави на талибански начин, обвинувајќи ја за тоа претходната власт. На талибански начин се бриши македонскиот идентитет и македонскиот јазик од извештајот во Европа. Тоа дочекавме како народ во 21. век. Ете, тоа го дочекавме. Тоа ни го направија Бујар Османи, Димитар Ковачевски, Бојан Маричич и останатите.
Според Мицкоски, бришењето на македонскиот јазик и идентитет од извештајот е исто толку лошо како да беше додадена предавката модерен пред нив. Буквално е подеднакво лошо. Но иако ќе се бришат од конечниот извештај, за Мицкоски позитивно во целата работа е што Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент го усвои предлог извештајот за земјава со наведување на македонски јазик и идентитет. Тие во компромисните амандмани усвоени од комитетот минатата недела се споменуваат во 4 наврати и тоа во контекст на нивно признавање и почитување. Сосема се согласувам со премиерот дека ова е талибански начин на делување и е далеко од она што се нарекува европски вредности. Памтите како што талибанците на времето со експлозив ги креваа во воздух сите споменици кои не им беа по кејф, така сега бугарите во Европскиот парламент креваат во воздух се што не им оди во прилог. Срамота. Ако ова е вистина и се оствари тоа што е најавено, дека извештајот ќе помине со извадени македонски јазик и идентитет, не сакам луѓе веќе ни да видам, ни да чујам некој од овие европскиве функционери да ни доаѓа и да ни раскажува приказни од типот ајде уште бугарите во уставот и толку, или дека ете идентитетските прашања немале врска со преговорите. Ако е така, ако македонскиот идентитет и јазик немаат врска со преговорите, што побого е тогаш толкав проблем да бидат споменати во извештајот? Реков пред малку, надвор од секоја памет е во срцето на Европа, од петни жили да треба да се бориш да докажуваш дека постоиш како народ со свој јазик, со свој идентитет, со посебно име, со своја историја. А од друга страна, една земја членка на таа Европска Унија упорно да сака да те избрише комплетно да не постоиш. И најтрагично од се, затоа добива поддршка од други земји членки, кои пак нон-стоп ни паламудат дека ете станува збор за правда, за правдини, за вредности, за дискриминација, за малцински права и слично. Така што не е проблем дека како македонци ќе го изгубиме идентитетот, отики ни го грабнеле тавчето, графчето. Проблем е што токму идентитетот и јазикот се влезени во преговарачка рамка како критериум за наше зачленување во ЕУ. Проблем е дека земја на ЕУ ни негира нација и јазик со кој знае колку резолуции и декларации што ги имаат изгласано во нивниот парламент. И проблем е дека како што гледаме, мнозинството во Европската Унија застанува за тоа. Срамота, поголемо лицемерие од ова нема. Па како очекува после ова некој во Македонија да ги поддржи проклетите уставни измени или да ги брани овие ставови на Брисел? Па погледнете е само последната анкета на Институтот за добро управување и евроатлантски перспективи за тоа како младите во Македонија гледаат на европските интеграции. Само 41% од младите во земјава ја доживуваат Европската Унија позитивно, а цели 24% имаат негативен став за неа, додека нешто над 1/3 или речиси 35% од нив се неутрални, што јасно укажува на отворен простор некој да дејствува, но и на отсуство на конкретно доживување или поврзаност со ЕУ вредностите. Што се однесува во погледот на иднината на земјата во Унијата, податоците се ужасни. Речиси половина од испитаниците, односно 46,5%, не веруваат дека Македонија воопшто било кога ќе стане земја членка на Европската Унија. 35,8% се изјасниле дека македонската интеграција ќе се случи, но во некоја си подалечна иднина, додека само 6,7% веруваат дека тоа може да се случи во следните 5 години, а останатите 11 не знаат, односно немаат став. Луѓе, ако младите вака гледаат на ова прашање, тогаш што друго може да очекувате освен огромен пораст на евроскептицизмот? Но мислам дека без разлика што овие кои гравитираат околу бихачка креваа джева, целата оваа приказна со извештајот има и своја позитивна страна. Имено тоа што за нас е важно е што со своето однесување Бугарија на цела Европа, мори на светот му покажа колку се апсурдни нивните уцени и барања. Дека едно обично техничко прашање, како што е извештајот на Европскиот парламент, во кој треба само да се оценува напредокот, например, во владење на право, борба со корупција, човекови права и слично, се претвори во расправа на негирање на македонскиот идентитет. Цела Европа точно ги виде вистинските бугарски намери, а тоа е дека не станува збор за некакви си европски принципи или некакви малцински права, туку дека намерата е јасна како ден – бришење на македонскиот идентитет и на неговиот историски континуитет. Се виде дека на една нација во 2025 година и се спори правото на постоење. И тоа ни помалку ни повеќе, туку до една земја членка на Европската Унија. Ни помалку ни повеќе, туку во Европскиот парламент. Така што еве и да помине извештајот без македонски идентитет и јазик, впрочем, како што поминувало и досега со години,
мислам дека Македонија доби една голема битка во оваа дипломатска војна. И можеби целосно ќе ја добиевме оваа битка, да бевме можеби како македонци сите обединети. Ама не, кај нас секогаш има по некој изрод. Филипче повика власта заедно да поддржат неутрален став за македонскиот јазик и идентитет. Вели дека средбите во Берлин ги искористил за да лобира против придавката современ, но смета дека во извештајот не треба да стои ниту придавката вековен. Постоењето на посебен македонски јазик и идентитет, како што вели, досега се утврдени со повеќе меѓународни договори. Јас го дадов својот максимум, таму се сретнав со сите можни европарламентарци кои што беа присутни, имаше и гости во Берлин, значи не беа тоа само од СДП, од Германија, се надевам дека ќе има резултат, но сите констатираат една работа, дека таквите додавки на македонскиот јазик доаѓаат како резултат на провокациите кои што доаѓаат од нашата влада. Тоа е сериозно влошување на нашата положба во Европската унија. И сега сакам да упатам уште една директна порака. Сакам да апелирам до ВМРО ДПМН заеднички да лобираме тоа да не се случи. Да нема таков амандман во Европскиот парламент. Да помине неутралната дефиниција македонски јазик без никакви додавки. Тој лобирал бе. За кого? За Бугарија? Не научија и не научија. Попусливоста и виткањето кичма во надворешната политика не носи резултати, туку само порази и нови понижувања. Венко Филипче видовте во веќе познатиот стил на СДСМ и неговиот гуру Зоран Заев повторно се пазарат со Македонија и тоа повторно со идентитетот и јазикот. Иако никој не го повика или пак праша, Филипче се јави да нуди решение како да се надминеле разликите. И што бара? Нашата влада, односно Македонија, сама да се откаже од терминот вековен, а за возврат демек бугарите да се смилуваат и да го повлечат нивното барање да стоело модерен или современ. Да не ви се верува. Бара самите да се откажеме од предноста што имавме. Тоа е исто како на фудбалски надпревар да водите со 2:1 и на 10 минути пред крајот, од што се плашите, случајно да не примите гол, да барате утакмицата да заврши нерешено без да се доигра. Нема што навистина оригинално. И не е можеби изненадување што Филипче и СДСМ излегуваат со ваков, благо кажано, глупи предавнички предлог, ако се има предвид како функционираше нивната дипломатија во изминативе 7 години. Тоа што изненадува е како не ја научија лекцијата, дека тој пристап луѓе не функционира. Зарем мал пример е името? Зарем мал пример е договорот за добро соседство или францускиот предлог? Не сватија дека таквата политика на виткање кичма не само што е штетна за Македонија, туку еве за нив како партија е штетна, ги чинеше власт. Значи за прв пат во последнава деценија на меѓународен план, посебно во рамките на Европската унија, Македонија те беше во предност, а тие бараат да се повлечеме. Сме требале да имаме неутрална позиција. Извинете на речникот, ама да ти таквото неутралност. Па уште и вели дека нашата влада била таа што провоцирала затоа што сакала во извештајот да пишува вековен. Тоа ја влошувала нашата положба во Европската унија. Абе суртуци ни едни. Токму вие од СДСМ и ДУИ, тие како Заев, Ковачевски, Димитров, Османи и остала компанија, сте тие што целосно ја уништивте позицијата на Македонија на меѓународен план. Па денешна ова влада и магично стапче да има нема да може се да поправи. Еве и во случајов, може би да покажевте единство, да застаневте зад неа. Барем за вакво прашање од клучен национален интерес, може би ќе успеевме целосно да извојуваме победа во Европскиот парламент. Впрочем, како тоа нели што го прават бугарите, кога станува збор за Македонија. Све тргаат на страна и маваат по нас единствени. Вие што правите? Во желба за власт, во желба дека можеби некогаш повторно ќе го превземете кормилото во државата, им се нудите на странците како демек конструктивни. Демек како вие сте на власт, ќе поминат сите барања и уцена на бугарите. И сега кога гледаат странците дека кај нас ете нема единство, дека има такви кои не се плашат да им се исуши раката и да потпишат било какво предавство, си велат. Па што? Ако овие сега што се на власт не сакаат и не попуштаат, има таму едни кои кога тогаш ќе дојдат и све ќе прифатат, ај ќе почекаме. Срамота. Вакво барање, какво што е ова на Филипче и СДСМ е очекувано, но од страна на Бугарија, не од Македонија. Искрено, стварно ќе почнам да се сомневам дека не станува збор само за незнаење, туку можеби за тајна соработка за туѓи интереси. Мислам дека после ваквото нивно однесување на сите ни е јасно
Зошто со векови немавме држава? Секогаш постоел некој што сакал што повеќе да му се вовлече во долната облека на окупаторот, само за да добие нешто за своја лична корист. Наместо да се обединиме и да застанеме заедно зад Македонија, секогаш ете имало некој кој ете бил на времето со турците, потоа со србите, па со грците, со бугарите или со било кој. Секогаш имало кодоши и бескисменјаци. Јас не знам, после се што ни се случи во изминативе 30 година, еве не се враќам порано, само последниве 30 години, до сега секој народ целосно ќе се обединеше и ќе се спротивставеше на ваквите уцени и фашистички барања. Ама не, на некој поважна им е партијата, нели? Мислам дека тука е веќе време да одмориме со еден блок реклами. Останете така, се враќаме веднаш. Добре дојдовте назад. Еве сме при крајот и на оваа епизода на седмица. Традиционално тука имам уште некоја минута да коментираме некоја тема што не стигнавме во првиот дел. Таму времето го потрошивме главно на проблемите со Бугарија и Европска Унија. И да не биде дека се е така црно во државата, еве ајде да се позанимаваме со малку позитивни вести. Од Скопје до Прилеп за 1 час. Од денеска се вози по целата делница од новиот експресен пат Градско Прилеп. Пуштени се последните 10 километри од Дреново до Фариш, кои поради тешкиот терен, без малку една деценија им правеа проблеми на градежниците и на властите. Делницата поминува низ Дреновската клисура, која мораше да биде пробиена и да заврши со тунели, преку кој се спојува со стариот експресен пат кон Плетвар. Колку е опасен овој терен, сликовито објасни првиот човек на државни патишта, Коце Трајановски. Ово е еден од најопасните патишта во Република Македонија, бидејќи поминува низ Дреновската клисура. Опасен бил и во турско време, и затоа тука загинал и војводата Перетош. Поместивме планина за да го изградиме овој пат, вели министерот за транспорт Александар Николовски, кој додаде дека оваа делница е втора најтешка за работа после автопатот Охрид-Кичево, критикувајќи ја претходната власт за лоша изведба. Замислете, владата претходно не помислила дека ако цела не Карпат, туку планина виси над патот, дека е возможно можеби во дадени временски услови, не да е Боже истата да се сруши и на патот. И затоа на крајот на минатата година заедно со премиерот донесовме одлука да се реши тој проблем и еве го денес решен. Ќе можете да го извозите овој пат и позади овие тунели да видите дека веќе таа планина не постои. Реагираше СДСМ. Од најголемата опозицијска партија тврдат дека овој патен правец долг 10,2 километри и вреден над 33 милиони евра е еден од најсложените проекти на оваа траса со изградба на 2 тунели, 21 мост, виадукт, галерија и други клучни конструкции, сите завршени со над 90% во мандатот на СДСМ. ВМРО-ДПМН е по цела година власт се слика на отворење на пат за кој само санира едно свлечиште, поставија сигнализација и неколку огради. Врати премиерот Христијан Мицкоски. Ова е време кога ќе градиме наместо по принципот на претходниците кои крадеа, рече тој. Овој пат, Фариш-Дреново, не е само обичен пат, туку тој е и порака. Порака дека можеме поинаку. Порака дека ако се сака, се може. И доказ дека Македонија нема да биде вечно во застој како што беше изминатите 7 години. Новиот експресен пат кој почнува веднаш по наплатната рампа кај Градско и се спојува со делот кон Плетвар на кој почнува третата лента е долг околу 40 километри. Изградбата ја финансираше Европската банка за обнова и развој. Со неговото пуштање во употреба се избегнува стариот пат кој поради лошата конфигурација и честите непрегледни кривини секоја година земаше десетици жртви во сообраќајни несреќи. Над 80 километри нови и реконструирани патишта за само една година. Значи делниците на кои граѓаните чекаат со децении да бидат почнати или довршени, конечно се пуштаат во употреба.
Инфраструктурата во Македонија добива ново лице. Еве видовме дека последна беше пуштена во употреба најсложелната делница од патот Градско-Фариш, онаа низ Клисура долга над 10 километри. За да се заврши автопатот во вредност од близу 45 милиони евра, како што кажаете и министерот Николовски, била поместена планина. Да, токму така, поместено е цело камено брдо. И тоа е втората делница. Првата, во должина од 16,5 километри, беше пуштена во јануари. Со ова, патувањето за Прилеп и Битола се крати за половина час, а драстично се подобрува и безбедноста. Најавата е дека до крајот на 2027 година ќе има автопати од Прилеп до Битола. И не само тоа, експресен пат сега има и меѓу Страцин и Крива Паланка, долг речиси 26 километри. Исто така беше пуштен во употреба рехабилитираниот панов мост Богданци, дел од регионалниот пат кој ги поврзува Гевгелија и Богданци. Минатиот месец, после цели 4 децении, конечно се рехабилитираше магистралниот пат Охрид Светинаум во должина од 24 километри. И најважно, конечно се работи на довршување на автопатот Кичево Охрид. Значи, кога се сака и се знае, тогаш се може. Како рече Мицкоски. Македонија веќе не е банкомат на разни моќници кои гледаат само да си ги наполнат джебовите. Гледаме пари има, само треба правилно да се трошат. Чекор по чекор, делница по делница, проект по проект, километар по километар. Ако за една година се заврши толку многу, можете да предпоставите колку ќе се заврши за цел мандат. Со овие километри, со сите овие патишта и пруги, целосно ќе се смени ликот на државата. Само за споредба, предходната влада, сега критикува дека оваа влада се фалела со нивни проекти, за цели 7 години владење не доврши луѓе ниту еден значаен проект. Толку и тоа зборува за нив. И тука мислам дека е време да завршиме и оваа епизода на седмица. Се надевам дека го задржа вашето внимание. Со Господ напред се гледаме за една недела, на исто време, во исто време, на исто место. Имајте пријатна вечер.